Среде бел ден со автоматско оружје пукано кон градоначалникот на Рачиново Ридван Ибраими, куршумите кои неофицијално биле наменети за него, завршија кај член на неговото обезбедување и неговиот шофер, а Рачиново цело под полициска опсада, откако кон Ибраими било пукано од автомобил во движење. Денеска во 13 часот и 25 минути во СВР Скопје е пријавено дека на влез на село Рачиново машко лице со автоматска пушка пукало кон градоначалникот на општина Рачиново РИ, кој бил заедно со уште неколку лица. Престрелката се случила при теренски работни активности на Ибраими. Увид во градежни активности на овој тротоар тука зад мене денеска заврши со престрелка во скопската општина Рачиново, која што цел бил градоначалникот на оваа општина. Според нашите информации, тој минал без повреди. Со сериозни повреди се здобил членот на неговото обезбедување, кој итно бил пренесен на ургентен и веднаш однесен на итна хируршка интервенција, потврдува директорот на торакална хирургија Неџати Јакупи. Станува збор за момче на околу 30 годишна возраст, раните се за итна операција. Со полесни повреди минал неговиот возач кој бил пренесен на клиниката Свети Наум Охридски. Директорот Љубен Арсенков вели дека пациентот бил донесен некаде околу 14 часот и е во стабилна состојба. Се работи за 39 годишен пациент со прострелна рана во десното рамо. Куршумот кој е изваден е во близина на клучната коска, но тој е свесен, се наоѓа во стабилна состојба која не е животно загрозувачка. Ибраими во 2022 година пријави дека физички бил нападнат од неколку лица, тогаш полицијата приведе тројца во врска со неговата пријава и од МВР рекоа дека против нив ќе биде поднесена кривична пријава за насилство. Инаку јавен обвинител од Скопското обвинителство неодамна поведе постапка против двајца браќа за загрозување на сигурноста на Ридван Ибраими, кој доаѓа од редовите на ДУИ.